Добар ден и добродојавте во уште едно видео на Формула на македонски. Денеска би сакал да ви дадам неколку совети на сите оние фанови на Формула 1 кои овој викенд ќе ја посетат големата награда на Унгарија, односно на патеката Hungaroring во близина на Будимпешта. Знаеме дека на сите кои живееме во Македонија, меѓутоа и во останатите балкански земји, оваа трка ни е најдостапна, така што една од најдостапните би рекол, така што верувам дека на оваа трка ќе има голем број на македонци кои ќе присуствуваат и доколку одат прв пат, би сакал со нив и со сите што се заинтересирани, можеби некогаш понатаму додете директно и од живо да ја следите големата награда на Унгарија за трката на Формула 1, да споделам неколку совети кои можеби ќе ви се најдат прикладни кога ќе видите на лице место таму. Така што би напоменал дека јас имам искуство, ќе ги видите и фотографиите во ова видео кои ќе одат во прилог. Тоа се фотографии лично мои кога сум бил јас таму на лице место. Јас сум бил досега само со влезница за генерална адмисија или онаа влезница народски кажано за на трева, така што има еден огромен дел од патеката кој е покријан со таа влезница за генерална адмисија која чини за цел викенд 90 евра, додека ако одите само на трка во недела чини 80 евра. Така што доколку имате можност да одите цел викенд, подобро било да си ја земете карта за 90 евра, каде што ќе имате петочни тренинзи, сабота квалификации, сабота утрински тренинг и недела трка. Меѓутоа, покрај Формула 1 имајте во предвид дека има и други категории кои настапуваат, така што од рано изутрина па се до 2 часот до почетокот на големата награда за Формула 1, односно поново 3 часот сега веќе имате цел ден на активности исполнет со многу трки, многу возбудливи моменти. Еден од моите главни совети е да бидете таму многу рано. Најдоцна да бидете 9 часот, спремни за влез. Зависно на која трибина или на кој дел од таа генерална адмисија, оној тревен дел, ќе се поставите, упатете се кон најблискиот влез. Да не се заврнете како мене првиот пат да ја кружите пешки скоро целата патека и да изгубите саат и половина во барејќи адекватно место. Исто така, со оглед на тоа дека времето е променливо, би ве советувал доколку одите на трева да си земете со себе кабаници, значи за дожд, да си земете нешто за постелување на кое што може да седите, бидејќи земјиштето знае да биде доста калливо. Имате во предвид дека со вас не можете да внесувате многу лични работи, може да внесете 1 литро вода, храната ја фрлаат обично на влезна контрола, но може да се шмугнете некако да прошвецате некој сендвич или нешто слично, меѓутоа бидете спремни дека со вас не можете да понесете многу работи, така да земете си доволно финансиски средства. Внатре пијачките и храната се прилично скапи за македонски стандард. Понесете си хигиенски прибор, бидејќи вецињата се во очена лоша состојба, така што доколку се решите, а сигурно во текот на денот најмалку неколку пати ќе ви треба таа прилика, земете си значи добар сет хигиенски прибор со вас. Обавезно капа за сонце на очари, се знае да биде припек до 40 степени, може лесно да изгорите, да ве фати сончаница, значи дури земете и млеко за сончање ако треба, за да можете да издржите цел ден на сонце, бидејќи тоа е отворено, нема трибина. Повторувам, доколку сепак одите на генерална адмисија, доколку имате карти за трибина, тогаш благо на вас, секоја чест ќе си уживате. Каде е подобро да се следи трката од трибина. Мој предлог, доколку одите на генерална адмисија, е да се стационирате веднаш на последниот свиок пред почетокот на старноцелната рамнина, бидејќи од тука сте на рид, на височина и имате визуелен преглед од 2/3 од самата патека, значи ги гледате болидите како влегуваат во бокс или како ја заобиколуваат последната кривина, последниот свиок и одат спрема стартноцелната рамнина, го гледате секторот, оној дел каде што е 5-та, 6-та и 7-та кривина, го гледате оној правецот спрема последните неколку свиоци, плюс пред вас на самата кривина, пред влезот за во бокс има и голем видеобим, така што паралелно ја следите и трката која оди во етер на ТВ екраните. За мене убедливо најдобро место за следење, во близина има шанкови за пиво, за сок, во близина има и вециња, така што дефинитивно ако треба да претрчате нешто да земете, брзина да се вратите, одлично место. И самата положба на тој рид дава стварно добра перспектива, ги гледате боксовите во живо, минувањето на гуми, стварно е возбудливо. Така што мој совет дефинитивно генерална адмисија, односно последниот свиок пред стартот цел на рамнина и најрано што може да дојдете 9 часот максимум, бидејќи таму има луѓе што кампуваат, што се во близина сместени, има многу луѓе кои взимаат карти за генерална адмисија.
така што ќе биде тепачка буквално за добра позиција, не би сакале да го изгубите цел ден, цела трка барајќи добро место или да се стационирате негде каде што буквално гледате само 200-300 метри од самата патека, место каде што можеби нема да има дуели и така натаму, иако Hungaroring знаеме дека и не е баш најдобрата патека за претекнување, дека е буквално едно Монако на отворено, но никогаш не се знае, имало и возбудливи трки таму, со оглед дека овој викенд повтор имаме најава за нестабилно време, можеби повторно ќе гледаме една одлична трка, четврта поред, дај Боже. Тоа е тоа што имав да кажам, значи дефинитивно обрнете внимание на кој гейт ќе влезете како не би изгубиле време. Дојдете на време рано од Сабајле. Со вас немој да носите многу храна и пијалци бидејќи ќе ви ги исфрлат на влез. Картата што е за генерална адмисија се купува доле на на првата капија пред самиот влез. Има неколку шалтери кои продаваат карти. Знајде дека цел ден има програма од 9 часот, 10 часот наутро до 2 часот до почетокот на Формула. Имате најразлични категории од Формула 2, од Порше купови, неколку трки, многу се интересни и тие да се проследат, едно несекојдневно доживување. Така што уште еднаш ова се моите совети кои ги имав од моје искуство кога сум бил присутен за големата награда на Унгарија на лице место, така што верувам и ви пожелувам пријатен пат, среќен пат, одличен провод во Будимпешта, одлична трка ви посакувам во Hungaroring на тие што ќе бидете таму. Носете македонско знаме, развите го, нека се вее македонското знаме и таму и се гледаме овој викенд повторно анализа на квалификација, анализа на трка и се останато што следи на каналот на Формула на македонски. Како и секогаш, доколку ви се допаѓа содржината, ве молам за лайк, шер и субскрајб, коментирајте, кажете ми дали ќе одите таму, доколку одите, испратете некоја порака, испратете слика, објавете исто така и на F1 фан клубот на МКД на Facebook, можете и таму да постирате, да се обратите, ќе ги објавиме вашите фотографии. Ви посакувам уште една среќа и се гледаме овој викенд. Поздрав!